Владата призна, иако не е овластен предлагач, со народни пари ќе тера кампања за референдумот. За премиерот Заев, должност на владата била да го доближи договорот со Грција до граѓаните. Како да помогне во информативниот дел на кампањата, за да можат овие 3% од граѓаните кои што само го прочитале договорот, станат 100% ако е тоа возможно. Премиерот веќе подолг период преку социјалните мрежи кои се спонзорирани односно платени, повикува на поддршка на договорот со Грција, оти како што вели, со него се кроела македонската иднина. Заев на Фејсбук споделува информативни видеа кои зборуваат за зачувување на македонскиот идентитет и јазик, а не ја пропушта ниту приликата да ги потсети граѓаните дека сега било време за одлука. Членот 12 од Законот за референдум пак јасно кажува, единствено овластениот предлагач може да води кампања на државен трошок. Во случај со предстојниот референдум тоа е собранието. Потврда дека народни пари за референдумска кампања смее да троши единствено законодавниот дом. Дојде и од првиот човек на Државната изборна комисија. И освен овластениот предлагач, а тоа е собранието на Република Македонија, кое што согласно членот 12 од Законот за референдум има право, може, законот вика, членот може да води јавна пропаганда, сите други имаат отворен пристап на комерцијалниот пазар пред медиумите. Пратениците, независните припадниците на различни политички партии таму можат и од сопствени средства да си водат кампања. Не е спорно само финансирањето, туку и почетокот на кампањата. Според роковникот на ДИК, таа треба да стартува на 10 септември, а владата веќе е тргната во пропаганда која според најавите ќе се засили по завршување на годишните одмори. Неофицијално, власта ќе ги користи сите канали за комуникација со јавноста, социјални мрежи, масовни медиуми, директни средби.